Јас мијата сабота најавив дека ќе зборувам на оваа тема, иако тогаш не го знаев исходот, значи што ќе се случи. Па да дадам малку најпрвен еден вовет, барем и за оние кои што не беа мијата сабота. Зошто ова прашање од средата беше клучно за адвентистичката црква? Тоа е оно што сакам да го истакнам. Оваа седмица што е веќе при крај, адвентистичката црква гласаше, верувајте или не, дали ќе постои понатаму, или ќе се распадне на уште поситни, да се раздроби, барем на сите своји дивизии, така да речем, од кои што се состои. Самото прашање, дали да се ракоположуваат жени за проповедници или во проповедничка служба, веќе било решавано порано, уште минатиот век, на две заседанија, 1990 година во Индијанаполис и 5 години подоцна во Утрехт, Холандија, беше соборена таа агенда, односно два пати делегатите гласа против со множество гласови. Овој пат непријателите сака да направат нешто многу повеќе. Чекаа 20 години, значи од 95-та, мислејќи дека како што се споулавува светот, како што овој век во кој што сме влезени е поулав од претходниот, дека можеби сегашните делегати, сегашниот адвентизам ќе го прифати тоа што два пати било одбиено. Меѓутоа не беше сега прашањето конкретно тоа. Знаете ли како гласеше прашањето? Прашањето гласеше дали да се дозволи, ќе го парафразирам сега, дали да се дозволи секоја дивизија сама за себе да одлучува дали ќе ракоположува жени за проповедници или не. Со други зборови, Генералната конференција, заседанието на Генералната конференција требаше да гласа дали ќе се откаже од својот соборен авторитет да решава по некои прашања, а најголема власт во сите цркви и не само во цркви, во сите држави денес е соборот. Не постои поголема власт од тоа. И да се дозволи таму некое директорче или 5-6 души, бидејќи дивизиите се тоа, не се ништо повеќе, тие сами да одлучуваат за вакви принципиелни прашања. Јас истовремено го следев преносот, истовремено дебатирам на интернет, на разни форуми, на разни дзидови околу прашањето. Дојде и Полсон на ред да зборува, го исклучив гласот, не сакав него да го слушам од старт. Потоа разбрав какви глупости зборувал од други и си реков, фала на Бога што не го слушав. Што не се нервирав. Дори не му било дадено на срам на председавачот повеќе време за дискусија, отколку на сите други. Што некои делегати од Африка многу се протестираа против тоа. Беа многу незадоволни. Они, значи, кои што ги растори адвентистичките цркви во Унгарија и во Македонија, а за други места и не знам, оваа година се обиде да ја растори адвентистичката црква на глобално ниво. Ако Генерална конференција гласаше да, тоа ќе значеше дека таа веќе се откажува од својот авторитет.
Тоа ќе беше крајот на Адвентичката црква. Малкумина го сваќаа сериозно ова прашање. Повеќе беа околу самата тема, околу самата доктрина за ракоположување на жени. Но тоа не беше прашањето. Тоа беше само поводот. Прашањето било решено пред 20 години последен пат. Но тоа беше само поводот за да се постигне некоја поголема цел. Слава на Бога, од 2363 гласови, 5 беа воздржани, само 977 беа да, а 1381 против. Тоа е многу точно. И брат Дејанандов се согласи, иако прогнозираше мала разлика, се согласи дека тоа голема разлика потоа. Инако пред самото гласање да заврши, тој истот ме праша, шо мислиш како ќе биде резултатот? Како што бев искрен мијата сабота на катедра, така и со него бев искрен. Не сум сигурен, во овој улав век се е можно. Се случија многу глупости во Адвентичката црква во изминативе 20 години. Многу соблазни. Имавме прилика да слушнеме и магистар по теологија да му се моли на Аллах на Адвентистички собор овде во Македонија. Со други зборови, кога ќе собереме сето тоа, не ми влеваше мене никаков оптимизам да се надевам на мислењето на луѓето, на делегатите. Не бев сигурен, но реков се надевам. Се надевам чисто дека Господ тоа ќе го спречи, како што и повикував порано, да се молиме Господ тоа да го спречи и слава на Бога што Господ тоа го спречи. Да, во права сестра Перса, тоа беше Господова рака. Господ ги води работите. Меѓутоа, никогаш не можеме да бидеме сигурни однапред што ќе се случи кога е во прашање човечки глас, човечко мислење, особено кога мнозина беа изложени на тешки манипулации, некои од нив ќе ги споменам, поточно ќе споменам само две, времето не ни дозволува за повеќе, а втората манипулација е суштинска за самата тема. Темата носи наслов Божествениот образец, малку поземен наслов од еден проповедник од Австралија. Пред да го кажам она што беше манипулација и што зад кулиси некако провејуваше и се водеше во самата дебата околу ова прашање, би сакал да го прочитаме Божествениот образец. Дали знаете каде во Библијата се наоѓа Божествениот образец? На почетокот, добро. Можеме да кажеме се наоѓа и на почетокот, и во средината, и на крајот, и секаде, нели? Во ред. Меѓутоа, конкретно, под Божествениот образец, ова не е од мене измислено, не е ни од друг поединец, туку повеќе верници, повеќе проповедници се согласуваат со ова. Се наоѓа во првото послание на апостол Павле до Коринтијаните, 11 глава. Прво послание до Коринтијаните, 11 глава. Тоа е она иста глава, каде што читавме последен пат и пред 2 недели, пред 2 саботи. Павловите зборови за светата вечера. Но на самиот почеток, што кажува апостол Павле? Кажува една интересна мисла. Прво вели, угледајте се на мене, како и јас на Христос. Што значи ова?
ова не значи, како што Христос беше без жена на земјава, и јас таков сум без жена, и вие бидете такви. Мнозина така го сваќаат монашки настроени умови во христијанството, особено под силно влијание на католицизмот во целиот среден век. Дури некаде за апостол Павле велат дека бил женомрзец. Едноставно, ѓаволот плете разни глупости и разни пропаганди против вистината и, за жал, некои од тие преовладуваат во историјата. Мнозина од тие пропаганди искрено, но во заблуда ги повторуваат и многу адвентисти. Например, тезата дека Павле никогаш не бил женет е многу погрешна теза. Според еврејските правила во Синедрионот, каде што Павле бил член уште на 30 години, можел да членува, освен оние други квалификации што своевремено ги обработувавме за образование, за наука, занает, странски јазици и така натаму. За да се членува во Синедрионот, требало да се биде семеен човек и родител, значи да имаш деца. Бидејќи апостол Павле бил член на Синедрионот, пред да стане христијанин, значи морал да го исполнува тој услов. Иако ништо не ни кажува самиот на таа тема, се разбира, тоа не се згодни теми за раскажување. Најверојатно е дека жена му со се дете или деца го напуштила откако станал христијанин, откако се обратил. Откако станал христијанин, откако се обратил, бил едноставно отпишан од семејството. Отпишан од право на било какво семејно наследство. Со други зборови, еден евреин, рабин, учен човек, згоре на тоа, тој да појде по овој омразен пат, по таа омразена секта, така наречените назарејци, како што ги нарекувале во јудеизмот Христовите следбеници. Бидејќи дури незнабожците во Антиохија ќе ги наречат христијани подоцна. Тоа било тежок срам за семејството. Затоа било што кажува апостол Павле во врска со мажите, жените, особено во врска со жените, не треба да го гледаме низ католички очи, бидејќи тоа е многу погрешна слика за него. Треба да видиме што е тоа што Господ го поставил како негов образец. Значи, после почетните зборови на главата, угледајте се на мене како и јас на Христос, Павле продолжува и вели, ве пофалувам, браќа, зашто во се си спомнувате за мене и ги држите преданијата така како што сум ви ги предал. Значи, сето оно што сум ве поучил, кога лично ви го проповедав Евангелието, кога бев прв пат кај вас. Сакам уште да знаете дека глава на секој маж е кој? Е Христос. А на жената мажот е глава, на Христос пак глава е кој? Бог. Ова е божествениот образец. Еден вид хиерархија. Хиерархија во превод значи свет поредок. Хиерархијата не подразбира нееднаквост. Не значи нееднаквост. Например, секој генерал по хиерархијата, генерал или маршал има највисок воен чин. Зависи колкава е војската, нели? Во најголемите армии тоа се маршали, во помалите генерали, мислам кај нас само генерали има како највисок чин. Тој себе си во разни прилики се смета и се представува како војник. Јас сум војник, мојата професија е војник. Не вели мојата професија е генерал. Мојата професија е војник, а кој чин сум таму во хиерархијата,
Тоа е друго прашање. Но суштината е таа. Јас сум војник. Значи, кога ја кажува својата професија, тој се поистоветува и со најнискиот чин, со обичен војник. И се разбира, сите тие, генерали или обични војници, се човечки суштества. Еднакви помеѓу себе. Можеме да споменеме и други примери во самата црква. Старешини, проповедници, ѓакони. Тоа се сите еднакви суштества помеѓу себе. Христос и Отецот се исто така еднакви помеѓу себе. Сепак еднаквоста не ја порекнува хиерархијата или оно што јас своевремено го нарекував принципот на приоритет. Веќе тоа е многу важен принцип. Ако тоа не постои, постои хаос. Како што би постоел во секоја војска, и во секоја црква, и во секоја семејство. Овие зборови апостол Павле ќе ги повтори и на друго место, и во Ефесијаните ги повторува, во 6 глава. Зборува и во своите пасторални посланија, кога го поучува Тимотеј, да внимава како, кого да ракоположува, и конкретно во една прилика на жената не ја дозволувам да има власт над, или да поучува над мажот и така натаму и така натаму. Би ни требало многу време за да ги поминеме овие текстови и да видиме во нивниот контекст што конкретно се сака да се каже во нив. Меѓутоа, сега би сакал да се задржиме само на овој израз. Што представува изразот глава? Ова беше еден од изразите со кој што оние кои што сакаат да гласаат да и навиваа за да, или искрено не го разбираа, например, тие порекнуваа дека во црквата треба некому да му биде глава. Например, старешината е глава на местната црква. Повисок од него, да употребам библиски израз, епископот или ракоположениот проповедник е глава за целата негова епархија, за целиот негов округ. Пример, брат Винко е глава на Кавадаречкиот округ. Мнозина не сакаат да го прифатат тоа, велејќи не постојат такви глави. Само Христос е глава на целата црква, а не постојат овие глави подолу. Значи, во самата црква епископ глава за целата епархија или за целата местна црква, старешината или мажот глава на семејството. А кој го сочинува секое општество? И секое свето општество, значи црквата, основна клетка на сето тоа е семејството. Мнозина значи не сакаат да се согласат дека и во семејството, и во местната црква, и на поширок план во црквата воопшто, постои глава. Постои глава. Единствено не е точно дека за целата црква на целата планета или во целата екумена еден епископ, например папата, е глава. Тоа не е точно. За целата црква Христос е глава и не може да постои друга. Но за помали целини, помесни цркви, односно окрузи, епархии, местни цркви и семејства, според библискиот образец, постои глава. Некои се обидоа да манипулираат и со еден друг аргумент,
што посебно би сакал да го споменам, бидејќи има врска со адвентизмот во Македонија. Именно мнозина велеа дека застапниците на да, значи, велеа дека Генерална конференција требаше да гласа да, затоа што и онака според нејзините правила, според црковните правила, власта и правото, надлежноста за ракоположување на проповедници им припаѓа на униите, а не на Генерална конференција. Врз база на тој аргумент, тие се обидува со тоа да докажат дека дивизиите имаат право да ракоположат кого сакаат, мажи или жени воопшто. Многу ефтин аргумент, продзирен, неточен, за она што сакаат да го постигнат, а точен сам по себе. Точно е дека униите имаат надлежност и не треба да ја прашуваат Генерална конференција кога ќе ракоположат. Например, кога го ракоположувале брат Винко на времето, го споменувам него како пример, унијата не ја прашувала Генерална конференција дали треба да се ракоположи брат Винко. Секоја унија, значи, на својата територија си одлучува кога ќе ракоположи, тоа е точно. И јас велев како одговор на тоа, секоја местна црква, кога си бира своји службеници, своји старешени, ѓакони, не треба да прашува никого друг кога ќе избере за старешина или за ѓакон, а со тоа таквите да бидат и ракоположени на таа служба. Значи, авторитетот, надлежноста за тоа кој ќе биде старешина на една местна црква, лежи само во местна црква. Не треба да прашува никого понатаму за одобрение. Тоа само по себе е точно, но не е точно дека кога се работи за принцип, како и за доктрина, наука, а дали да се ракоположуваат жени, тоа е принцип, дека власта треба да се одземе од соборот, значи од заседанието на целата Генерална конференција, сите делегати од целиот свет, и да им се даде таму на некои одбори од 5-6 души тие да одлучуваат. Тоа е оно на што се противела Елена Вајд уште пред повеќе од 100 години. Кога се работи за принцип, највисока власт во црквата од секојаш во историјата е соборот. Во првиот милениум вселенските собори, например, кога настанал големиот раскол? Тогаш кога папата рекол, јас што ќе кажам, тоа е над соборот. Кога еден човек се направил поголем од соборот, тоа значи дека еден човек се направил поголем од Христа, попаметен од Господ. Дали е сега 1, 2, 3, 5, 6, 10, 300 нека бидат, не е битно. Ако тие не го представуваат целото тело, целиот собор, не се никој и ништо. Но, навистина, кога не се работи за принцип, кога се работи конкретно за некој конкретен кадар, тогаш навистина самата, да речеме за Македонија, самата македонска мисија е таа што би требало да одлучува кој ќе биде. Според правилата на Генерална конференција, македонската мисија, односно на соборот на мисијата, одборот за ополномоштување на проповедници, кој што адхок се формира, се бира на таквите собори, е тој што дава авторитет кој да биде проповедник, кој да биде ракоположен, ако предходно не бил, кој да биде, со други зборови, во проповедничка служба, ополномоштен за таа организација, за таа територија. Значи сега Полсон и неговите истомисленици го застапуваат тој став, а кога беше тука пред 22 години, тој го порекнуваше тој став. И со тоа предизвика расцеп.
Значи, тој инсистираше, например, дивизијата, еве го кажам отворено, секој нека го гледа, секој нека го чита, слуша. Дивизијата инсистираше, тогашниот проповедник Аслимовски Никола, отпуштен од Унијата предходно, кога веќе било одлучено да се формира македонска мисија и во првите 2 години беше независна од Унијата, дивизијата инсистираше тој да отиде во Хрватска, а не дозволуваше соборот на мисијата да одлучи дали тој или било кој друг, кој воопшто ќе биде проповедник во македонската мисија. Значи, 2 пати непријателот е секогаш оној кој што сака да ја одземе власта од соборот и еден човек, дали тоа ќе биде папата или Полсон или било кој, јас, било кој, еден човек да го направи поголем, неговиот авторитет да го направи поголем од соборниот, тоа не е можно. Само Христос, само Господ е поголем од соборот. Во Светото писмо Господ е наречен глава. Глава на што? Зошто е наречен глава? Затоа што црквата е наречена неговото тело. Секоје тело има глава. Христовото тело, бидејќи ја зел човечката природа, има човечка глава. Тоа е самиот тој, Христос. Луѓето како суштества, барем јас и не знам, дали и за други суштества ова важи, како што знаеме, човекот како суштество, маж или жена, има само една глава. Дали познавате тела со повеќе глави? Освен во грчката митологија, во ред. Дали во пракса познаваме суштества со повеќе глави? Знаете, кога некој ќе загуби рака, прст, нога, зап, нос, очи, уво, може да го наречеме било како, сакат, хром, инвалид, слеп. Меѓутоа, кога ќе загуби глава, како се вика? Се вика мртов. Главата е најбитната. Зошто Господ одредил, почнувајќи од семејството, па до Вселенската црква, значи целата црква во светот, не само во целата Вселена, бидејќи црквата Христова не се ограничува само на оваа планета. Да постои глава. Конкретно, во семејството постои глава. Која е таа глава? Која е главата во семејството? Зошто е глава во семејството мажот? Како прво, треба да постои само една глава, така? Не може да постојат 2 глави. Секој маж, кога се родил со една глава. Но, и секоја жена, кога се раѓа, кога се родила, а сите се родиле како девојки, и најголемата блудница во светот, например, Антимадона и такви како неја, се родиле како девојки. Тие се родиле со своји глави. Секоја девојка што е се уште девојка, што не е мажена, си ја има својата глава, нема никакви други глави. Зошто кога стапува во брак, мажот станува нејзина глава, според Господовиот образец, не според мене? Како прво, зашто треба да постои една глава? А зашто една глава? Затоа што мажот и жената што стануваат? Стануваат едно тело. Едно тело колку глави треба да има?
една глава. Сега, која ќе биде таа глава? Која ќе биде таа глава? Значи, Господовиот образец, семејството го представува како слика на Светото Тројство. Кој е глава на Христос? Отецот. Бог, вели Павле. Бог е глава на Христос, значи Бог е Отецот. По идентитет. Христос е глава на мажот. Секој верник кој што се соединил, се крстил, се облекол во Христа, вели апостол Павле, кој год се крстивте во Христа Исуса, во Христа се облековте, се соединивте со неговото тело, автоматски, на тоа тело, ако сте веќе едно тело, кој ви е глава? Глава ви е Христос. А во семејството, мажот е глава. Зошто? Зошто не е обратно? Може ли да биде обратно? Жената да биде глава? Може ли да биде обратно? Христос да биде Отецот, Отецот да биде Синот? Како што велат денешниве адвентички теолози. Може ли, ако тоа може, а денешниот тритеизам, денешната трибожничка ерес, што ја застапуваат и Генералната конференција во изминативе 35 години, и повеќето теолози, велат дека тоа може. Ако тоа може, тогаш може жената да биде глава. Тогаш може жената да биде проповедник, старешина, пастор, свештеник. Ако тоа може, тогаш мажите може да бидат жени, жените може да бидат мажи, и тоа со други зборови се вика добродојавте во 21. век. Добродојавте во Содом и Гомор. Трагично, но вистинито. На крајот на грешата Господ така и прорекол. Дека последното време е времето споредено со Лотовите дни. Колку тоа се остварува. Зато што денес гледаме христијански народи, христијански цркви, барам себе си така се нарекуваат и се сметаат. Се тие кои што го фатиле патот на Содом и Гомор, а штом го фатиле патот и државјанството на Содом и Гомор, за жал нив ги чека, ако не се покајат и ако не избегаат од таму, со главата свртена напред, а не назад како Лотовата жена, нив ги чека судбината на Содом и Гомор. И тоа е што посебно ми се допаѓа. Мене лично многу ми се допаѓа што денешната педерска заедница во светот го има жвиножитото како символ. Знаете ли зашто? Затоа што виножитото во Библијата, не знам зашто тие го избрали, тоа не сакам тоа да кажам. Но ми се допаѓа, зашто мене ми се допаѓа? Затоа што виножитото е символ на што? На Господовото ветување дека повеќе нема да ја уништи земјата, светот нема да го уништи со што? Со вода повеќе нема да го уништи. И тоа ветување си е на место. Значи, кога Господ гледа и виножитото на сите хомосексуалци во светот, и нивните заедници, и нивните лобисти, тој тоа го почитува. Да, јас на вистина ветив дека повеќе нема да уништувам со вода. Меѓутоа, како биле уништени Содом и Гомор? Значи, предходниците на денешните разнебитувачки трендови во општеството беа уништени со оган. Дали Господ некаде некогаш ветил дека повеќе никогаш нема да уништува со оган? Напротив, на многу места во Библијата, неговото доагање, неговиот суд, уништувањето на грешните и безбожни, непокајани луѓе
е пропратено со оган. И што вели, што тоа ќе завршиме, самиот апостол Петар. Се сеќаваме во второто негово соборно послание. Тоа значи соборно. Што значи соборните посланија? На Јаков, на Петар, на Јуда. Испратени значи до сите местни цркви, до целата црква во целата вселена. Апостол Петар, воден од Божиот дух, се разбира, не од своето мислење, исправно го опишал последното време во кое што ние денес живееме. Третата глава, третиот стих, па понатаму. Најнапред знајте го тоа, дека во последните дни ќе се јават подигрувачи, кои ќе се подбиваат и ќе живеат според своите похоти, според своите грешни желби. И ќе велат каде е ветувањето за неговото доаѓање. Сеќавате пред година-две цела конференција на католички надбискупи, кардинали, мислам, дори беа, заборавив, одлучиле дека Христос повеќе нема да дојде. Демек, неговото доаѓање зависи од тоа што тие ќе одлучат. Да, значи, кога најбројната христијанска заедница во светот вакво нешто ќе одлучи, католичката црква, апостол Петар, кога што тие го сметаат за нивниот прв папа, ја прорекол нивната состојба на неверство, дека нема да веруваат во неговото доаѓање. Дека ќе бидат, освен тоа, ќе бидат полни со сите видови на сексуални перверзии, педофилија, хомосексуалство, прелюби, блуд и така натаму. Зашто откако татковците наши изумреа се си стои така од создавањето на светот? Тие намерно забораваат дека небесата и земјата од порано беа создадени од вода и преку вода со силата на Божието Слово. Денес и во адвентизмот постојат луѓе кои што не веруваат дека потопот бил универзален. Затоа Генерална конференција донесе одлука неделава, во вторникот, да измени некои зборчиња во низините основни верувања и да го нарече потопот од светски, да го нарече глобален, значи за целата планета. Зошто? Затоа што адвентишките теолози кои што не веруваат во дека потопот бил глобален, за нив бил прифатлив зборот светски, но велеле дека се однесува само за тогашниот познат свет, значи само во Месопотамија, да речем. Денес посат многу адвентисти кои што не веруваат во дека потопот бил глобален и се разберем не веруваат во создавањето за 6 буквални дена, туку веруваат во еден вид еволуција, милиони и милиарди години на нашата планета. Шестиот стих. Преку кој тогашниот свет загина потопен од вода, а сегашните небеса и земјата, пазени од истото Божие Слово, се чуваат за што? Се чуваат за оган во денот на судот и погибелта на нечестивите луѓе. Нечестивите луѓе нема да завршат така како што завршуваат во турските, американските или во некои други серии. Бидејќи тоа е митологија, затоа што во реалноста нечестивите луѓе владеат со светот. И со поединечни држави. Но ќе завршат со Господовиот суд. Ние живееме во ова последно време. Тешки соблазни. Не може да не остават рамнодушни, особено не верните и искрени Божии деца. Затоа и пророкот најавува дека вистинскиот Божи народ ќе биде тој што, остатокот поточно, што ќе плаче и ќе рида за беззаконијата што ќе се прават во самата црква, не надвор во светот, светот е и онака расипан. Ние денес живееме во Лотовите дни.
Ние живееме во ово општество. Вакво како што е. Ние сме обкружени и бомбардирани со неморалот на ово општество. Со други зборови, ние сме Лот и неговото семејство. Ние живееме во Содом. Не сме како Авраам, што бил повикан да живее надвор и бил среќен што живеел надвор, а не во Содом. Ние живееме во Содом, тоа е факт. Прашањето е дали ние успешно ќе излеземе од него или пак ќе загинеме заедно со него. Се разбира, Содомот не е само Скопје, како Скопје. Друго може да се биде и надвор од Скопје, па да се биде во Содом. Содом беше и во Хартланд институтот, за жал. Односно, некои што беа таму, живеа во Содом. Иако физички живеа таму. Дали ќе бидеме како Лот, барем како него, или ќе бидеме како неговата жена, или ќе бидеме како неговите керки, и тоа е трагедија само по себе. Во ово последно време, само Господ може да ни биде на помош, бидејќи денес трпението на сите нам ние при крај. А сепак сме повикани да истрпиме, уште малку да истрпиме колку што е потребно, за да бидеме спасени, за да го дочекаме Господа со чиста совест. Нека му е фала и слава вечно. Амин.